Го следите најновото издание на регионалните вести последно за оваа работна недела. Штафетна палка на мирот денес за прв пат пристигна и помина низ Тетово. Трката на мирот, како што се нарекува настанот, за прв пат се одржал пред 31 година, а од тогаш секоја втора година интернационален тим на маратонци минува низ 49 земји за 7 месеци. Денес за прв пат штафетната палка на мирот пристигна и помина низ Тетово. Трката на мирот, како што се нарекува настанот, за прв пат се одржал пред 31 година, а од тогаш секоја втора година интернационален тим на маратонци минува низ 49 земји за 7 месеци. This was all started in 1987 before you were born by the gentleman you see in the banner here, Sri Chinmoy. Значи, на ваша возраст, во неговиот град во Индија, он бил многу сакал музика и поезија, меѓутоа бил добар атлетичар. И преку спортот се огledalo дека луѓето можат да се сплотат заедно, да спортуваат заедно, да функционираат како тим од различни земји, од различни држави. И сето тоа започна во 1987 година, кога во Њујорк за прв пат се запали овој факел на мирот и беа пуштени тркачите широм светот да трчаат со овој факел и на тој начин да споделат таа едноставна порака за мир. И многу луѓе го држаа овој факел, се надевам покасно ќе имате можност сите вие да го фатите овој факел на мирот и да ги внесете вашите искрени желби, со што ние потоа ќе понесеме на секаде кај што ќе трчаме. Кога започнавме пред една недела во Бугарија беше многу ладно, минус 17 степени, имаше снег. Во Грција дожд и во Тетово имаме убаво сонце. Под мотото "Твој е првиот чекор" низ тетовските улици на интернационалниот тим на маратонци денес им се приклучија ученици од училиштата во Тетово и сите заедно дотрчаа до зградата на општина Тетово. За нас е задоволство да и нашите ученици, како и младите од градот Тетово, да бидат дел на ова глобална акција трка за мирот, која што пред 31 година почна во Њујорк и го поминува целиот свет. Важно е да нашите ученици да пренесат пораки на мир, пораки на пријателство до нивните врсници во државите каде што овој факел на мирот поминува. Трката за мир е најголема глобална штафетна трка која предводат тим на маратонци волонтери, кои со запален факел поминуваат низ многу држави на различни континенти, поврзувајќи ги различните култури и националности, пренесувајќи порака за мир, единство и разбирање. Ова е светска трка за мир, трчаме за хармонија, не се надпреваруваме. На секој 2 години трката поминува низ цела Европа, во сите 49 земји се претрчува 24.000 километри за 7 месеци. Значи 7 месеци ни е рокот да ги претрчаме сите земји и да споделиме оваа порака за мир. Не е случајно што трчаме со запален факел, бидејќи тој пламен што го носиме во факелот е пламенот кој го носиме сите во нашите срца и пламенот кај што се раѓа оној мир кој сите го имаме. Сакаме да прикажеме дека секој може да допринесе за светската хармонија со тоа што ќе помага и ќе го шири мирот што го има во себе. Да не бараме тоа во другите, да не очекуваме од другите. Ние го правиме првиот чекор. Моментално тркачите интернационалниот тим пристигна во Македонија, само што започнавме пред недела дена, потоа одиме кон Албанија, Италија и се така до октомври. Во октомври завршуваме во Португалија. Од основањето во 1987 година, интернационалниот тим на маратонци пропатувал низ државите на 150 нации. На европскиот континент трката на мирот се одржува на секои 2 години, а на секој од нив се трчаа 24.000 километри. Прв пат тимот го сретна во Франција, тоа беше пред 2 години кога започнуваше трката, исто така во Португалија започна. Бев воодушевена кога ги видов сите тие 12 тркачи, веднаш се заинтересирав да видам дали поминува низ Македонија. Бев изненадена дека и кај нас ќе поминат, се приклучив порано, трчав во Србија, Бугарија и Романија, потоа помогна во организација кога дојдов во Македонија. Прошлата година трчав низ Чешка, Австрија и во Словачка. Се надевам оваа година ќе идам и во Англија и крајниот дел Шпанија и Португалија. Цел тим 80 до 90 во еден ден. Меѓутоа тркач како индивидуалец максимум може и до 20 километри. Јас на почетокот трчав 10 до 15, меѓутоа сето тоа се прави штафетно. Не ги трчам наеднаш, од 2 до 5 километри во едно трчање, па вака застануваме во општини, се сретнуваме, одмараме малку, имаме пауза за ручек, продолжуваме и тоа е до попладневните часови ги поминуваме тимски, значи го поминуваме целиот пат.
Штафетната палка на мирот годинава за прв пат пристигна во Македонија на 7 март во Гевгелија. Денес маратонците од Скопје дотрчаат до Тетово па во Гостивар, а од утре од Гостивар ќе трчаат за Маврово и Дебар. Маратонците после трката на мирот во Струга на 12 март ќе напуштат Македонија. Во детските јавни градинки во Гостивар има недостиг од персонал. Најголема потреба има од хигиеничари, чувар, готвачи, но нема доволно ниту негователки и воспитувачки. Градинките згрижуваат околу 670 деца, а имаат 66 вработени и 20 на ангажирани со договор на дело, што не ги задоволува потребите, сметаат од управата. Детските градинки во Гостивар кубурат со персонал, 15 на вработени изминатиот период заминале во пензија, а установата нема добиено согласност од Министерството за пополнување на испразнетите работни места. Одобрени се само 6 нови вработувања, за кои тече јавен оглас. Трите градинки во градот и забавиштата во Циглана и Дебреше згрижуваат 669 деца, со 66 редовно вработени и 21 лице ангажирани со договори. Во оваа бројка влегуваат сите, од негователи, воспитувачи, до готвачи, хигиеничари и друг персонал. Значи, вака потребата од нови вработувања во нашата институција е релативно голема, заради тоа што имаме недостаток на персонал кој што ни е заминат во пензија. Од кои 15 се по основна семејна пензија, 3 се доброволно што има напуштено. Меѓу другото, се отвори нов објект во 2015 каде што од страна на Министерството не се даде ни една согласност. За жал, нашите деца и нашите сограѓани заслужуваат да имаат исти пристап сите во одлуките за вработувањата. Во овој момент ние имаме добиено 6 согласности, што за нашата институција се премногу малку. Според Саздовска, градинките најголема потреба имаат од технички персонал и вработувања во стручната служба. Неопходно е да се ангажираат и чувари, со оглед на тоа што за трите објекти има само еден чувар. Во стручната служба во моментов имаме недостаток на педагошко-психолошка служба. Значи од педагошко-психолошка служба имаме само логопед со пола работно време. Во моментов имаме согласност за педагог, че ни недостасува психолог, дефектолог, социјален работник и стручните соработници, професор по музичко, физичко и ликовно. Од воспитниот кадар, значи, че ни недостасуваат 3 воспитувачи, еден неговател и другото е технички персонал. Значи, околу 4 хигиеничарки имаме недостаток, 2 садомијачки и чувар градинар. За сите 3 објекти ние имаме само еден чувар градинар. Управата на гостиварските градинки добила уверување од надлежното министерство дека до крајот на годината проблемот со недостиг на работници ќе се ублажи. Пронајдена дрога во Тетовско Јажинце. Во Тетово пак пронајдено оружје кое било поседувано без дозвола. Вчера врз основа на судска наредба, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово извршиле претрес во куќа и помошни простории на 52 годишниот М од тетовското село Јажинце. При претресот во една од собите биле пронајдени 29 пакувања со марихуана, завиткани со најлонска фолија, со тежина од околу 30 килограми, дигитална вага, еден куршум калибар 7,62 мм, 2 зрна од непознат калибар со различна големина и мало најлонско ќесе со хашиш. Пронајдените предмети со потврда биле одземени и предадени на вештачење, додека пак М бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. По целосното расчистување на случајот против М ќе биде поднесен соодветен поднесок. Исто така вчера врз основа на претходно добиена судска наредба бил извршен претрес и во дом и помошни простории на 39 годишниот МС во Тетово. При тоа биле пронајдени 2 пиштоли кои тој ги поседувал без дозвола. Едниот марка Валтер П99 со рамка со 5 куршуми, калибар 9 мм, а другиот застава со рамка со 7 куршуми, калибар 6,35 мм. По ова МС бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Малолетник со возило удрил во 2 17 годишни девојчиња. Обид за разбојништво е пријавен вчера во Тетово.
23-годишниот АС од тетовското село Ѓермо вчера околу 22 часот и 40 минути пријавил обид за разбойништво кое се случило околу 21 часот на улица Бориски Идрич во Тетово. Додека пешки се движел по улиците, му се доближиле и физички го нападнале 3 непознати лица, кои се обиделе да му ја одземат чантата, во која имал известна сума парични средства. Но АС им се спротиставил, пошто еден од нив со метален боксирач го удрил по лицето и му нанел видливи повреди, а откако паднал, тројцата веднаш избегале, додека тој се обратил за лекарска помош во Тетовската клиничка болница, информира СВР Тетово. Од полицискиот билтен информација за повредени 2 17-годишни девојчиња откако во нив со автомобил удрил врсникот пирок. Имено вчера околу 15 часот и 30 минути на булеварот Илинденска во Тетово патничко возило Голф со тетовски регистерски таблици кое без дозвола го управувал 17-годишникот Пирок удрил во 2 17-годишни женски лица од Горно Палчиште и Голема Речица и го напуштило местото на несреќата. Од удирањето 2 малолетнички добиле телесни повреди, со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Според првичните сознанија од извршениот увид, причина за несреќата е непропуштање пешаци на пешачки премин. На паркинг пред угостителски објект на улица Димо Гавровски Кара во Тетово вчера околу 13 часот и 20 минути пронајдено е патничкото возило Тојота со тетовски регистерски таблици, кое претходниот ден беше одземено пред месарница на Тетовскиот зелен пазар, информира СВР Тетово. Извршен е увид, а возилото предадено му е на собственикот, 57-годишниот РЈ од Тетовско Новосело. Крводарителна акција во секторот за внатрешни работи во Тетово. Денес во секторот за внатрешни работи Тетово беше организирана првата крводарителска акција годинава. Во акцијата вкупно се собрани 17 единици крв, со што вработените во овој сектор на најубав можен начин уште еднаш на дело ја потврдија нивната несебичност и хуманост. Покрај денешната годинава планирани се уште 2 акции, кои ќе следат во летните и во доцна есенските месеци, соопшти портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Минатата година пак во секторот за внатрешни работи Тетово се собраа над 100 единици од течноста која живот значи, со напомена дека меѓу оние кои лани ја подадоа својата рака за да спасат и продолжат друг човечки живот, покрај повеќе кратните имаше и нови крводарители, што значи дека оваа хуманитарна активност ќе го продолжи успешниот континуитет и во наредниот период. Заклучно со 8 март до Управата за јавни приходи поднесени се над 235.000 годишни даночни пријави. До крајот на рокот, 15 март, се очекуваат уште 170.000. Во Тетово се поднесени речиси 20.000. Како и секоја година, граѓаните на Република Македонија имаат обврска да поднесуваат годишна даночна пријава до Управата за јавни приоди за сите видови приоди кои ги остваруваат во земјата и во странство, освен граѓаните кои остваруваат приоди од плата. Во сите шалтери и во Тетово и во даночните оделенија во регионална дирекција Тетово има ангажирани вработени кои им помагат на физичките лица кои не можат или не знаат да го пополнат пријавата, работат на 2 смени и немаме толпа луѓе кои што чекат и тие најкасно 5 минути, 10 минути доаѓа со помош на нашите вработени да ја пополнат пријавата. Пријавите јас би сакал уште еднаш да апелирам до граѓаните и би ги замолил да го почитуваат рокот до 15 март за да не се соочуваат со глоби и така натаму. И ова година, значи пријавите можат граѓаните да ги симнат од интернет, од веб страната на УЈП, кои се бесплатни. А за наредната година со измените на Закон за персонален данок, Управата за јавни приоди, граѓаните нема да имат обврска, граѓаните сами, Управата за јавни приоди сами ќе ги изготвува пријавите и електронски ќе им биде пуштено на граѓаните на кои што ќе немат обврска да поднесуваат физички во Управата за јавни приоди.
Клиничкиот центар ќе се дислоцира во населбата Бардовци во близина на психијатриската болница, кажа министерот за здравство Венко Филипче. Тој објави дека одлуката да го дислоцираат клиничкиот центарот на Скопје по препораките на стручната јавност и дека го прифатиле предлогот на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Со проектот за кој претходната влада има подпишано договор нема да се реши проблемот со клинички центар, бидејќи улицата Водњанска и натаму ќе остане тесно грло, односно сообраќајниот метеж не го решава ниту сообраќајното решение понудено со овој проект. Доколку ја изградивме оваа зграда, таа ќе требаше да се поврзе со 2 постоечки клиники, а во кругот остануваат уште 5 кои се во многу лоша состојба и по изградбата на новата зграда ќе требаше и тие да се реновираат, кажа Филипче. Тој рече дека во населбата Бардовци разгледувале неколку локации и дека се одлучиле за оваа во близина на психијатриската болница, која е со површина од 84 хектари. Сега клиничкиот центар е на 20 хектари, значи на оваа парцела ќе има доволно простор за да се направи модерна зграда за клинички центар, за факултетот по медицински науки, а ја разгледуваме можноста да направиме и кампус за сместување на студентите, буквално да имаме мал медицински град, кажа Филипче. Тој кажа дека очекуваат изградбата на клиничкиот центар да почне за 1,5 година, а градбата да трае околу 5 години. До тогаш објави дека прават ново сообраќајно решение за влез и излез од постоечкиот клинички центар и дека на локацијата каде претходно беше предвидено да се гради новиот клинички, односно на местото на старата зграда на гинекологија, да се направи монтажна катна гаража. Основните и средните училишта ќе работат 2 саботи до крајот на учебната година, потврди од Министерството за образование. Работни ќе бидат саботите на 17 март и на 14 април и двата дена ќе бидат со распоред на часови од петок. Саботите се работни бидејќи зимскиот распуст беше продолжен за 1 ден, а во јуни последните 2 дена од учебната година паѓаат во викенд. Од Министерството за образование и наука велат дека според планот за работа на училиштата во текот на една учебна година треба да се одработат 180 дена, а според распоредот за работа годинава недостасуваат 4 работни дена, кои што учениците ќе треба да ги одработат во 2 саботи во првото полугодие и 2 саботи во второто полугодие. Хрватската полиција уапси 8 лица и заплени 100 килограми кокаин во рамки на акцијата Нана. Според информациите, осомничените ја шверцувале дрогата од Јужна Америка во ЕУ преку Хрватска. Акцијата била спроведена на територијата на Хрватска и Словенија. Според Управата за сузбивање на корупција и организиран криминал, 100 килограми кокаин биле купени во Панама за 300.000 евра, а членовите на криминалната група се обиделе да ја криумчарат дрогата во контејнери за метален отпад. Дрогата требало да биде истоварена во Загреб и понатаму да се дистрибуира до земјите на ЕУ. Американскиот председател Доналд Трамп ја прифатил поканата за средба со лидерот на Северна Кореја Ким Џонг Ун, а местото и датумот ќе бидат дополнително договорени. Директорот на Јужнокорејската служба за национална безбедност, која предводи делегацијата во Вашингтон, претходно изјави дека Ким Џонг Ун ветил дека ќе се воздржи од нови нуклеарни и ракетни проби. 11 земји од двете страни на Тихиот океан го потпишаа Транспацифичкиот договор за слободна трговија, кој по повлекувањето на САД пред 1 година се сметаше за мртов. Договорот беше промовиран од председателството на Барак Обама. Потпишувањето се случи во 2016 по едногодишни преговори меѓу 12 земји кои имаат пристап до Тихиот океан. Пред да стапи во сила, американскиот председател Доналд Трамп објави дека се повлекува од документот. Договорот предвидува укинување на царинските и нецаринските пречки, како и воведување заеднички норми во неколку сектори на активност меѓу Австралија, Брунеј, Виетнам, Јапонија, Канада, Малезија, Мексико, Нов Зеланд, Перу, Сингапур и Чиле. Британската полиција објави денес дека вкупно 21 лице побарало медицинска помош по употребата на нервен агенс во нападот на поранешниот руски шпион и неговата ќерка. Официјалните лица изјавија дека здравјето на полицајецот Ник Бейли, кој прв дошол да им помогне, е подобрено, свесен е и зборува, иако неговата состојба е се уште сериозна, додека Скрипал и неговата ќерка се уште се во критична, но стабилна состојба.
Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 2 до 7 степени, а дневната од 9 до 16 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде претежно сончево и потопло. Ќе дува умерен југозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 3 до 8 степени, а дневната од 10 до 18 степени. Благодарам за вниманието. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Пријатно.